Сред кризна состојба во која се најдоа околу 20.000 домаќинства во Струга и Струшко, поради енормното загадување на водата за пиење, градоначалникот конечно се врати од службено патување. Состојбата со водата, вели, не е добра, но се превземаат мерки за надминување на проблемот и лоцирање на вината. Се мисли дека може да дојде од земјотрес, може да дојде од лица кои работеле од 2020 па пред то со копање во горниот дел на базенот, што е можно, но не можам да потврдам со сигурност дека се случува тоа. Овој феномен не дојде тек така, него дојдено по слабо менаџирање, односно неземање мерки кои се потребни за ваква ситуација од бившите директори од бившата власт, и мислам дека сите чинители ќе одговарат. Една недела Струга е без питка вода. Од чешмите тече кал, а граѓаните полнат канти и влечат флаширана вода. Ова го отвора прашањето зошто општината, по примерот на други помали градови, не обезбеди чиста вода за населението со цистерни, диспанзери, канистри со чиста вода за жителите, а посебно за училиштата и болниците. Немаме такви услови. Градот Струга нема такви услови. Реално кажано, не сме ми, градот Скопје има цистерни, имаат институции кои многу се спремни. Градот Струга, за жал, е вако како што е. Од Горна Белица ни помогна таму ли е чиста вода, ги намаливме дотокот на вода од шум, за да имаме малку по чиста вода. Ма тоа секој град треба да имат резервоари, ево цистерни нек се викат, каде што имаме здравствено исправна вода за пиење, кои што може да се полнат со здравствена вода за пиење, од каде што луѓето ќе црпат вода. Затоа што на ова немаштија уште и цел месец да мора да купат луѓе вода и за пиење и за миење. А како ќе готват градинките, значи оваа вода не е ни за приготвување на храна, ни по градинки, ни по болници. Резултатите од анализите се застрашувачки. Матноста на водата во Заводот за нефрологија и Општата болница била 23 пати над дозволената граница. И во една ваква ситуација, од јавното водоводно предпријатие, за да ја намалат матноста, исклучиле дел од пумпите кои црпат вода од шум, за сметка на беличките извори кои немаат доволен капацитет за сите домаќинства. Во вторник известно е дека ќе има вонредна седница на Совет, на која ќе се расправа за овој горлив проблем.